Рековме со срце сега, ќе протестираме од сега, ќе почнеме така. Од денес. Борба за гревање за таа енергија. утрешниот ден. Утре се случува, би рекла, вториот поголем масовен протест кој што не очекува во Скопје. Не знам јас дали има и во другите градови. Верувам дека граѓаните секаде се подеднакво засегнати и изреволтирани од сето она што ни се случува, од воздухот кој што го дишеме, а едноставно делува на нашето здравје на недобар начин, неубав начин. 40 здруженија од цела Македонија обединети под Зелен фронт утре го најавуваат големиот протест кој што во 17 часот ќе започне во централното градско подрачје за маршрутата, рутата и што се не очекува. И да, и во iščекување на првиот рок за исполнување на првите 100 барања, ако не се лажам, до крајот на оваа година. Па во твое име денеска протестираме заедно со Ели Пешева и со Коста Барсов, сите заеднички обединети под Зелен фронт. Ели и Коста, добре ни дојдовте. Добре ве најдовме. Или по телефон ми рече од повозрастните и од помладите генерации. Тоа значи дека не има од сите возрасти, затоа што е темата нели не за сега сите. Што се плановите или конкретно за утрешното попладне? Така е, значи се обединивме буквално од сите возрасти, од сите градови од Македонија. Веќе сме, како што најави, 41 организација, граѓански организации, се повеќе, секојдневно се приклучуваат. Се повеќе организации, значи се 90% веќе сите се вклучени. Горе-доле, да. Сега веројатно има и повеќе, можеби не ги знаеме сите, но еве, ова е прилика и да се запознаеме и да видиме кој што работел на ова поле малце подетално, меѓутоа не обединува една иста цел, бараме исполнување на барања кои што ќе водат до решавање на овој проблем со загадувањето. Како што најави ти, значи ние имаме преку 120 барања кои што ги спремивме за претходниот марш, значи тој што беше на 29 ноември. Ги предадовме во владата и побаравме од нив да покажат добра волја, политичка волја, со тоа што тие 120 и нешто, можеби повеќе, извадивме 7, за кои што верувавме дека може да бидат брзо решени, значи во период од една недела, односно 5 работни дена. Не успеа комплетно владата, значи дел од нив ги реализира, значи, но не сите, што не значи дека ние се предаваме или дека ќе престанеме да притискаме. Сметаме дека дел од овие барања можат да се реализираат до крајот на годината, додека трае мандатот на оваа влада, но барем и да се почне со реализацијата, некои се однесуваат на многу лесни укази, закони, промени. Со цеца баш погледнавме доста така елаборирано. Многу е, значи, обемно, може да ги погледнат на страниците вашите гледачи на Зелен фронт, можат на секој од нашите вклучени организации, ги имаме сите, да не навлегуваме бидејќи се навистина 120, да не пропуштам нешто на секоја од здруженијата кои што работат на различни фронтови, нели се концентрираат на различни сегменти, секоја се чини дека е голема, меѓутоа ги опфаќаме сите клучни теми кои што се од отпадот, сообраќајот, градежништвото, индустријата, дивите населби, се поред. Да. Повторно ќе кажам, прекрасно е кога ја гледам ова фотографија или видео, не ми е драго дека се собираме за нели се тоа, меѓутоа нели драго ми е што друга страна мислам дека се тоа потекна да се случи за утре да имаме веќе 41 организација и меѓу другото повторно ќе кажеме дека истата рута во 17 часот. Ако не излажам сега зад камерите, спомнавме дека голем дел од средните училишта утре ќе бидат присутни на маршот, нема да бидат присутни нели на училишните клупи. Да, ние тоа го видовме од социјалните мрежи, значи дека средношколците најавија бојкот, тоа значи не беше во координација со Зелен фронт, најавија бојкот како знак на револт на средношколците кон проблемот со загадувањето и најавија дека ќе ни се приклучат. Што се однесува до нас, значи сите граѓани се добре дојдени, секој што сака да се приклучи на маршот на вистина се сите добре дојдени. Морам да напоменам, немаме намера да се занимаваме со политика, мада нели ова се е дел од политиката, но не интересираат партиските игри, нас не интересира решавање на овој проблем сега и за секогаш, бидејќи без разлика која политичка опција е на власт, овој проблем мора да биде приоритет. Годините поминуваат, ние си го дишаме воздухот.
и Да, се решенија адаптираме. нема. Последиците за жал ќе ги почувствуваме кога тогаш. Коста, ти си средношколец. Мене ми е многу драго што и младинат, имаме свесна младина, би рекла. Какви се размислувањата во твоето обкружување конкретно за ова круцијално прашање, би рекла? Па, јас би кажал дека баш младината е една од најзаинтересираните групи во општеството за овој проблем, затоа што во иднината највеќе ќе ги засегат последиците од проблемот. Така што мислам дека има потенцијал и да се прошири, да излезат многу млади луѓе на улиците, за да го искажат својот револт. Само што има, дали преку школа, дали преку родителите, имаат некои пречки за да го остварат тоа, затоа што они се ентузијастични и многу поддржуваат акција на оваа тема, ама, например, сега кога објавија бојкот средношколците, има закани од училиштата и од учителите дека ќе добијат неоправдани или нешто така, ќе добијат некоја казна. И затоа ние ги поддржуваме. И мислам дека не треба да има такво супресија. Погрешно размислување, никој не го негира образовниот систем, овде апсолутно станува збор Јас за морам да се согласам со Коста во делот дека навистина кај младите постои таа бунтовност и всушност тие беа и иницијаторите кои што тргна ова наше заедничко здружување. Значи, помладите побараа совет за тоа како да го прават од нас постарите, да речеме, и поискусните. И оно што еве Коста го кажува, наместо отпор, јас ги повикувам родителите да се придружат на нивните деца, бидејќи навистина ова е проблем број 1 во моментот и доколку ги погледнеме и анкетите кои што се прават во последно време за проблемите што ги мачат младите луѓе, причините поради кои што заминуваат, загадувањето е меѓу првите три секогаш. Како што сме биле поучени од искуството или во минатото, Коста секако, да ги гледаме тие автобуси наредени за владени проекти, за избори, јас верувам дека сега ќе се вклучат бројни луѓе и утре ќе бидат во 17 часот токму пред Министерство, ако не се лажам, за животна средина. Или слоганот ви е стоп за 3500 жртви од загадениот воздух. Имате официјални податоци? Да, тоа не се наши податоци, тоа се податоци од Европската агенција за здравје. Значи тоа се врз база на некакви статистички податоци кои што ги добиваат, нели, Европската агенција која што ги добива од Македонија, но со оглед на тоа дека ние генерално не сме познати по водење на добра статистика, за жал сметаме дека претпоставката ќе биде дека се многу повеќе. Така. Во една прилика ќе го поздравиме и Тони Никушевски, кој што исто така требаше да надружи денес, но од оправдани причини не е тука, ќе се видиме утре на протест. Нима кажано една работа што секогаш некако кога ќе ја помислам, ми мава шамар. 50 PM10 честички во Париз прогласена е вонредна состојба. Ние секојдневно живееме со 100, 200, 300, 1000 PM10 во многу населби и во многу градови во земјава. Ќе се свестиме или ќе ги удриме ли шамарите на луѓето, на кој начин? За жал, луѓето се свестуваат само кога судбината ќе ги удри. 3500 смртни случаи годишно, тоа се 3500 семејства кои што се соочуваат со смртта на некој свој близок, да не зборуваме за болестите кои што нели ги тегнеме со години, за кои што статистиката е уште подраматична. Плюс мислам дека последиците од ова сигурно ќе се осетат и почувствуваат за 10, 20, 30 години. Да кажете, мутација постои, нели? Се пренесуваат овие заболувања? Да, се пренесуваат и ги прават децата, бебињата, плодовите, значи па дури и нас многу понеотпорни во иднина. Многу кога со моите внуки кога говорев ова, нели јас велам мора да искочиме така ратаму, мојата внука рече дали тоа исто како Чернобил. Јас велам па Чернобил во мало ќе кажам, нели? Па видете да имаме ние 3500 смртни случаи во една ситуација или во не знам, одреден инцидент, секако ќе биде тоа нешто вонредно, така? Зашто тогаш ние го игнорираме овој податок и сме практично навикнати да некако да живееме со загадувањето и да се помируваме дека тоа е така, така секогаш било, можеби и било, но време е да престане, да биде. Станува многу подраматично, станува многу полошо, градот Скопје конкретно се шири, индустријата ни доаѓа во сред град,
сообраќајот е неадекватен за бројот на жители. Значи секој град си има своји проблеми. Тетово си го имаше проблемот со Југохром, и натаму го има проблемот со депониите, Битола го има проблемот со рек Битола. Значи секој град си има своја тежина и да, навистина е проблематично и тешко да се решава тоа наеднаш, меѓутоа ние би сакале да видиме старт на решавањето кој што води кон конкретни резултати. Најтешка работа ми се случи пред 3-4 години, меѓутоа тоа јас се потврлив со моето его, кога само што започна да речем оваа сезона септември-октомври, бидејќи од Ново Лисиче кон Телма, таа е рутата кога ја возам со велосипед. Ајде да кажам, не агресивно, меѓутоа повишив тон на еден од ромите кој што палеше оган, а јас бев изреволтиран затоа што имаше енормна загаденост на воздухот дури во месец октомври. Солзи ми доаѓаат на очите кога го кажав тоа, кога му се развикав, реков изгасни го пожарот и инаку ќе викнам полиција. Тој се топлеше, меѓутоа тој е веќе системски проблем со кој што се соочуваме околу дивите населби. Да не забораваме дека околу железничка станица, не знам колку точки се во Скопје, постојат диви населби, за кои што апсолутно тука треба поинако системско решение. Да, ние го имаме тоа предвидено во нашите барања, на институциите да реагираат. Навистина, затоа што луѓето се и неедуцирани. Знаете, треба да им се пристапи директно и да им се каже дека со тоа си го загрозуваат и сопствениот живот, животот на нивните деца кои што живеат во близина, начинот на несоодветното грејење, на горењето на гуми, на топењето на бакарот. А тие исто сака да затоплат семејство. Но не знаат што си работата. Да. И тука навистина ние не можеме да ги едуцираме сите преку традиционалните медиуми или преку социјалните медиуми, значи тука си бара одење од на терен, од човек на човек, Тие не знаат како ќе го преживеат денот. И да им се понуди нели адекватно решение за нивниот проблем. Ама и не само не само да биде како ние да треба да ги едуцираме нив, туку треба образованието да се смени и системот на образованието. Системско решение. Да, посебно во Западна Европа сега има вклучување на климатските проблематики и општо образовниот процес. Да. Супер. И мислам дека и тоа е степен кај што треба и кај нас да се воведе, да. Како не? Што побрзо. Ти си од Fridays for Future. Вие генерално многу често исто така како и останатите организации кои што се залагаат за оваа проблематика излегувате и изборувате јавно и така натаму. Продолжувате, претпоставувам, со останатите активности кои што ги организирате во петоците? Да, продолжуваме со тоа. Сега, како дел од Зелен фронт, нели за тоа и во петок имаме протести. Меѓу протестите, например, минатата недела одржавме и герила акција на площад, може би сте ја виделе, со китењето неока со гибре. Така да, ние продолжуваме, овој пат со поддршка и од Зелен фронт, сите заедно да сме склопени, затоа што заедно можеме најлесно да го решиме проблемот. Кој на која возраст си? 16. 16. Сериозно? Верувам дека секоја генерација си има различни проблематики, теми, не говоревме толку, јас и Цеце сме тука со генерација или веројатно нели во својата генерација таа за сосема поинакви работи. Се говорат тешко, вие сериозно кога не знам голем одмор, кога ќе се со станочите, кога ќе седете на кафе и така натаму, да не биде нели технологијата и така натаму. Сериозно дали се говорат темите за дефинитивно. Кој мислам дека посебно климатските промени многу често се зборуваат на школа или надвор од школа, затоа што е сериозен проблем и мислам дека сите млади така го сваќаат. Да не заборавам, ја многу често ќе кажам, за некој тоа беше некој холивудски актерски предиспозиции за Грета Тунберг, Грета Тунберг ја гледам како еден од најголемите за мене лично, субјективно кажувам, дама која што еднаш кажав искочи со транспаренти, предизвика околу 300.000 жители да искочат на улиците, па таа денеска некако не знам ми е наистина една од дамите која што јавно говори без лак на јазик за овие проблеми. Проблемите на климатските промени се проблемот на 21 век. Ние уште имаме проблеми од средината на 20 век. Значи, ние се бориме со последиците на она што на времето било индустријска револуција во светот. Значи, кога во 60-тите години Лондон се справувал со загадувањето, така ние сега во 2020 на правот го правиме тоа, значи, но тоа секако не значи дека ние не треба да размислуваме на климатските промени, заради тоа што додека се свестиме од ова загадување, едноставно ќе ни удри шамар ова што
што друго се случува во последиците. светот. Убаво кажа Да. Ели, да. Ништо, толку ни е времето. Ви благодариме на времето. Гледачите, ова ќе оди репризно и во текот на утрешното сабајле, така што сите оние кои што ќе не гледаат и во тој термин, петок, 17 Да, може часот. Коста еве да каже И да само буде доколку имаме официјално наградите. официјално. Како ни е Мрш на маршрутата. загадувањето, така е. Исполнувања, не ветувања. Да. Значи од Министерство за животна средина тргнуваме пред собранието, во пред влада сме во 18 часот. Да, 2 часа Супер. повторно Две ќе трае оваа покануваме. рута, така што се надеваме. Утре повторно претпоставам дека ќе има бојкот на некој начин на така Да. на училиште, односно часовите. Одлично, благодариме. Дај Боже да се ја Благодариме започнеме на убав начин 2020 Се надеваме еднашка дека ќе збориме за Да, За тоа ќе решавање кажам. е убаво, Да. за- Јас се надам дека вака ќе се собереме Да. некој ден да славиме нели за Да. нешто, бидејќи тешко вака некако да се подсобираме за убави ситуации. Одлично. Фала Или, Ако фала не се Коста. видиме срекни празници, Ќе посакувам. се видиме утре. Утре ќе На да, протест. Ајде, да, вака да Да, речем да, да. телевизиски. ќе се честитаме после. Ова е покана, затоа и некако со овој разговор ги заокружуваме овие денешни 90 минути. Покана до секој еден од вас кој што не гледа во моментов, излезете, бидејќи се работи за иднината на сите нас, за иднината на вашите деца, на идните генерации и поколенија, да си возможиме здрава и чиста животна средина, која што за жал сега ја немаме. Повторно ќе се потсетиме, утре ќе биде дел од градскиот информатор, 13 часот и 45 минути ќе следуваат новите 90 минути, повторно ќе ви понудиме добри музички вибрации, секако и добри теми за да почнеме секако на викенд агенда и секако да се збогуваме од оваа работна седмица. Уживајте и бидете добри да се други. Чао, чао.